Со новите дополнување на Законот за работни односи ќе се издействува работниците што ќе бидат ангажирани на изградба на коридорите 8 и 10, наместо 40 да работат и по 60 часа. Од Сдруженијето Гласен текстилец, од пратениците побараа да не ги гласат новите измени, бидејќи на овој начин повторно ќе се врати прекувремената работа. Иако знаеме колку скандали произлегува од тој закон, целата негова неуставност околу самото носење и одбирање на една единствена компанија, иако слушаме за надзорот дека има постојано сомнителни фирми, особено за надзорот за изградба на коридорите кои што изнесува фасцинантни народни 22,5 милиони евра, сепак на власта и тоа е малце и повторно се обидува да го врати прекувремена работа, да не речам присилна работа. Минатата година Гласен текстилец поднесе иницијатива до Уставен суд за оценување на уставноста и законитоста на членот 12 од законот, кој одобрува градежни работи во просек од 60 часа неделно за коридорот 8 и 10. Тогаш судиите беа на исти став дека тој член е неуставен и е на штета на работниците. Ова нешто веќе беше прогласено како неуставно, тоа воведување на прекувремена работа, спротивна на устав, спротивна на сите меѓународни договори, меѓутоа и позитивни законски одредби. Со новите измени, Министерство за труд и социјална политика, конкретно бидејќи сака да прави измени во Закон за работни односи, бара да се воведе прекувремена работа подолго од 8 часа неделно, за проект кој се сметал за стратешки интерес на државата. Активистите за работнички права посочуваат, доколку се изгласат дополнувањата на Законот за работни односи ќе поднесат нова иницијатива пред Уставен суд.